Хемиско оружје во Велика Британија. Војници и полицајци во истрагата за труењето на поранешниот руски двоен агент Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија. Британија смета дека Москва е одговорна. Билатералните односи се нарушени, а беа протерани поголема група дипломати и од двете страни. Британската премиерка Тереза Меј навести сузбивање на валканите пари од Русија кои влегуваат во Британија со декади. We will continue to bring all the capabilities of UK law enforcement to bear against serious criminals and corrupt elites. There is no place for these people or their money in our country. Во дебатата, некои пратеници ја повикаа владата да действува против имотите во Британија кои се во сопственост на руси блиски до Кремљ. Така наречениот закон за необјаснето богатство предвидува индивидуалците осомничени за криминал или корупција да докажат како го стекнале богатството или во спротивно ќе им биде конфискувано. A lot of what we're doing is looking for people who are close to the Kremlin, close to Putin, whose interests we can affect in a way that might make them say, Vladimir Vladimirovich, we've really gone far enough for now. Could we please, take the temperature out of this and stop assassinating people in the UK? Овој имот на брегот на Темза беше спомнат во парламентарната дебата. Апартман кој гледа кон Министерството за одбрана е во сопственост на рускиот прв заменик премиер Игор Шувалов. Вреди околу 16 милиони долари. Transparency International бара од британските власти да го испитаат потеклото на иматот на Шувалов. This property is roughly 76 times his known annual income. But it's not just his case, is it? No, we found £940 million worth of property in the UK that is owned by Russian individuals where we believe they've used corrupt or criminal wealth to obtain that property. And we would like to see the UK government act. Еден од собствениците на фудбалскиот клуб Арсенал исто така беше спомнат. Узбекистанскиот тајкун Алишер Усманов поседува 30% од Арсенал, како и две луксузни куќи во југоисточна Англија. Клубот не упати на компанијата на Усманов, USM Holding, но не одговори на нашите прашања. И руската амбасада во Лондон одби да коментира. Но портпаролот на Руското министерство за надворешни работи даде свое толкување на ситуацијата во Британија. Мы видим угрозы, мы видим устрашение. Мало того, все это идет в адрес нашего государства, целого государства, в адрес нашего народа, потому что речь идет о запугивании просто по целому ряду направлений для того, чтобы, видимо, как мы представляем и понимаем. Руските пари почнаа да се слеваат во Британија во 90-тите години и беше сугерирано дека владата треба да биде внимателна во врска со тој проблем. Но некои бизниси со кои им се помага на руски инвеститори да влегуваат во пазарот со недвижности во Лондон се загрижени. The expectation is, yes, it's going to be much more difficult for someone with holding a Russian passport to do any business in the UK. All of our clients have no issues to show where their wealth came from. But when politics comes into play, it changes the equation because no matter what you show, it's never going to be enough. 23 протерани руски дипломати и нивните семејства си заминаа од амбасадата на 20 март. За сега тоа беше најостриот одговор на случајот со труењето на Скрипал. Прашањето е што ќе биде следно.